Полуметарски појас од изумрени школки кои крцкаат под нозете. Пейзаж кој открива наместо да е покриен со вода. Опасност за рибите кои почнуваат да се мрестат. Се уништува флората и фауната на езерото. Особено во овој месец кога ќе почне природниот мрест, ако паѓа водата, тоа ќе биде катастрофа за езерото ако останат икрите надвор, на суво. А сте информирале ли претходно, сте алармирале ли? Па бараме, ама никој не слушат. Бараме преку социјалните мрежи, преку медиумите, мислам да не слушат никој. 15 овој месец ќе почне мрестот на шкобалот, на крапот, на мрена, црна мрена, скоро сите освен пастемкава. Сите сега во овој месец ќе се почнат да се мрестат и треба барем да се одржуваат ово ниво на водата, да не паѓат подолу. И исплови Мавровски архипелаг со езерско островци. Новоотворени кањони на езерското дно. Езерото како никогаш досега го нема. Па езерото мислам дека никогаш не било помало. Јас доаѓам тука од малечка буквално секоја зима и лето и навистина е загрижувачка состојбата на езерото. Значи излегуваат полуострови и острови во езерото и можам да замислам како тоа се одразува на рибите и на целиот живот нели. Прво си мислев да не е суша, ама еве значи паат на снегови, паѓаше дожд. Има навистина многу води кои што се сливаат во езерото, реки цели. Најголемите вештачки езера во Македонија исчезнуваат. Бебарско езеро имаше во моментот на надзор се уште резерва, а во Тиквешко утврдивме дека не се постапува со закон по слободното право и беше изречена забрана за производство на електрична енергија додека да се постигне минималната кота. Додека елем, односно по ново ЕСМ се фали со мотото природа преточена во енергија. Струјата ја проголта водата. Зголемена потрошувачка за да се обезбеди електрична енергија за сите. Денешните податоци дека ние сме стабилизирани. Изминатите 10 дена, например, во Тиквеш не се произведува енергија. Другите се користат само во ноќните часови, пиковата енергија, кога е потребна за да се балансира системот. Ова е од причини што веќе регбито е ставен во функција. Регбито е нашиот најголем производител на енергија, меѓутоа и хидроелектраните ни се тоа како потребни. Код истражување. Каде отиде водата од хидроакумулации? Ти гледате наредната недела.